Извештајот е најновиот, како што вие го кажавте. Претпоставам дека е еден од најлошите во историјата на овие 20 години колку што сме кандидатска земја. И можеше да се очекува, затоа што во минатата година и пол оваа влада јасно стави до знаење дека отстапките за промена на уставот нема да ги направи. Мислам дека забелешките ги имало секогаш и тоа за подобрување на системот. Владата се соочи со лошо владење во минатото, со последиците од тоа. Дали ќе направат критични потези за иднината на Македонија добри, а за нив не толку добри, ќе видиме. А во однос на ДУИ, значи, ќе го повторам, жалам што е во вакво дередже, во ваква ситуација, но мислам дека веќе немаат ни енергија, ни волја за длабоки реформи. Што ќе се случеше ако Цеца Раžnjatović на себе нагрнеше косовско знаме во центарот на Белград? На Ушче или на Маракана? Не знам дали ќе се симнеш од сцена. Зошто еден по еден демонстративно не се свртеа сите и диде за да напуштат салата? Зошто? Не е повредено македонското национално чувство, македонската гордост? Стигна аверот од Брисел. Нема напредок во речиси сите области. Од Балканското трио со Албанија и Хрватска од 2008 година Македонија сега е во група со Босна и Херцеговина и Србија. Во ова издание на тренинг соговорник е Никола Поповски, екс-спикер на Собранието, поранешен министер за финанси, еден од основачите на Социјалдемократскиот сојуз. Нам каде добро дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Господин Поповски, дали овој најнов извештај на Европската комисија за напредокот на земјата е всушност деградација на реформските капацитети и отсуство и храброст да се отвори така наречената Пандорина кутија и да се навлезе во сериозен исчекор, особено да се направи чекор во потребата од изгласување и внесување на бугарите во преамбулата. Извештајот е најновиот, како што вие го кажавте. Претпоставам дека е еден од најлошите во историјата на овие 20 години колку што сме кандидатска земја. И можеше да се очекува, затоа што во минатата година и пол оваа влада јасно стави до знаење дека отстапките за промена на уставот нема да ги направи во корист на почнување на преговорите. Дури и вчера цврсто беа соопштени тие од Брисел од нашиот премиер дека нема отстапување. Тоа влијаеше на Брисел да нема апетит за преговори со Македонија понатаму, додека не се исполни предусловот, а во Македонија, за жал, предизвика немање интерес за усогласување со разни поглавија, акти, општо со аки коментар што е таму во Брисел. И логична последица на тоа е дека после една година нема напредок. Дури и сме, условно кажано, во најниската група што може да пристапи кон Европската унија. Да подсетам дека новие три држави што вие ги спомнавте, комесарката за проширување ги додаде и Косово и Турција. Владењето на правото ни е во лер, битката против корупцијата нема прогреси во тој дел, но дали всушност проблемот со Бугарија го користиме како алиби за веројатно неспособноста или немањето капацитет во исполнувањето на реформската агенда? Па мислам дека владата свесно го одлучи ова. Во моментот кога не прифати да прави компромис со уставот, она подсвесно прифати дека нема ни потреба понатаму да се усогласуваме, зашто и нема ни да преговараме. За разлика да речеме од Црна Гора и Албанија, кои активно преговараат неколку години и кои заради тоа се постојано во кондиција со фаќање на чекор со барањата на, односно не се тоа барање на Брисел, туку се стандарди на Европската унија. Ние тие стандарди не ги исполнуваме, пошто немаме ни почеток на преговорите. Кога немате почеток на преговорите, кога не висат во министерствата директоратите на Европската унија за разни усогласувања по повод преговорите, зошто би менували? Тогаш можете да си дозволите сите работи што мислите дека не се во ред или не се во корист на актуелниот политички рейтинг, да не ги правите. И тоа не се случи. И дали играњето на карта отрезнувањето што го соопшти комесарката Кос, дека Македонија нема напредок и е заедно со Србија, Босна, Косово и Турција, а дека напредокот го оствариле, замислете, Молдавија и Украина пред нас,
Значи, ние сме веќе и во Западниот Балкан, во втората лига. И мислам дека перспективите згаснуваат полека свесно. Дали играњето на картата дека Македонија е жртва на непринципилната политика на Брисел може во догледно време да даде резултати? Видете се, тука работата е сложена за лесно да се објасни. Се направи не стратешка, туку тактичка грешка, кога со потпишувањето на договорот со Бугарија не се обезбедија заштитни механизми, и кога после потпишувањето на договор со Бугарија дојде така наречениот француски предлог, кој го дозабетонира лошото позиционирање на Македонија во однос на Бугарија на меѓународната сцена, особено на европската сцена. Тоа се две грешки на СДСМ кои уште ги плаќа и на овие избори. Мислам, на локалните избори ги плаќа се уште тие грешки. И прифаќањето на ВМРО како опозиција во изминатите 3-4 години дека овие грешки се најголемите во историјата на Македонија. И дека никогаш нема да попуштиме на тоа. Сега, кога си на власт, веќе е тешко да се вратиш од таквата позиција и ВМРО само ја бетонира својата позиција на непопустливост. Таквата, условно кажано, тактичка грешка на СДСМ, кога дојдоа тука Меркел, Макрон, Руте, како холандски премиер, рекоа, потпишете го вие овој договор сега и секој протече, ги излажаа. Направија тактичка грешка. ВМРО беше толку голем противник што нема отстапница. И сега ние сме во пат позиција шаховски кажано, од која тешко ќе се извлечеме и последицата ќе биде дека не само сега, туку и 26-та извештајот ќе биде уште полош. Пошто нема да се промени уставот, нема да се променат работите, ВМРО нема ДПМН нема отстапница веќе со изборните резултати, на кои се базираат на таквото противење, и они ќе се опуштат уште повеќе. Ќе му даде Брисел 15 работи што треба да ги усогласуваме со Европска унија, они ќе си ги одбираат како зрели лубеници на пазар. Професор Поповски, во извештајот на Европската комисија за напредокот во делот за економијата има и загрижувачки трендови и сериозни критики. Капиталните инвестиции се намалени, тековните расходи растат. Јавниот долг има загрижувачки тренд, се троши повеќе за плати и пензии. Нема што да се додаде нова. Внимателен слушател на емисијава, тоа што вие го кажавте и што е нотирано во извештајот е така. Нема што тука да се коментира и да не вреѓа. Тоа се нумерички податоци и тенденции во нашата економија. Меѓутоа, пред одреден период премиерот Мицковски тврдеше дека сме четврта земја по економски раст. Видете се, Европа се наоѓа во малку по-тешка економска состојба релативно во светот во однос на Кина, Индија, БРИКС, па дури и во однос на Америка. Има некои релативно ниски стапки на раст помеѓу 0,5, 1, дока е 2,5%. И сега ако имате вие не 2,5, 2,7, вие сте четврти во Европа. И што значи тоа? Ништо. Ништо не значи. Стапките од 2, 3, 3,5% за Македонија, сега имаше едно истражување дека 100 години да се приближиме ке ни треба на Европа. Со такви стапки. Значи, повторно се враќаме на истото. Нас ни се потребни сериозни повисоки стапки на раст. Дури овие предвидените стапки сега што се кажуваат од буџетот за 2026 година се релативно ниски. 3%. Значи, не можете вие високо развиени економии со доход по жител од 70.000 евра по глава, која се развива со 1,5%, да ја споредете со држава со 8.000 по глава на жител заради намалување населението, иначе бевме на 6,5-7, но сега сме на помалку население. И сега ние се движиме не со 1,5-2, со 2,5-3. Нема никаква логика приближувањето, ни 100 години нема да. Значи, ние имаме сериозен проблем. Плюс ова вие што го кажувате за инвестициите што е нотирано во Европската унија. Податоците за 2023 и 2024 конечни објавени од Заводот за статистика, кажуваат дека бруто инвестициите во Македонија се околу 30 нешто проценти. Од нив, околу 5-6% се така статистиката и националните сметки во економијата го обработуваат тоа инвестиции во залихи на предпријатијата. Ако ги тргнете тие, остануваат 24% инвестиции во основни средства. Од тие 24% во двете години инвестициите во градежни објекти се 55-56%. Во 25-та година, во првите два квартали за кои имаме податоци,
растот на градежништвото е уште поголем. А градежништвото не создава опрема и машини и инсталации, туку создава градежни објекти. Што значи ние имаме инвестиции кои немаат поврат. Повратот во економијата го прават опремата, машините, вештачката интелигенција, софтверите, инвестициите во опрема, инсталации, машини. А опремата во градежните објекти е предолгорочен. Со оглед на градежната експанзија во станови, градежната експанзија во патишта и тунели и се што случува во Македонија во идните години, ние треба да очекуваме уште полоша структура на инвестициите, која повратот во раст на БДП ќе го смалува, нема да го зголемува. Нема поврат. Сега, замислете вие, градите фабрика за текстил, во која зградата ви чини половина од инвестицијата. Професор Поповски, буџет 2026 6,7 милиарди евра, над 600 милиони евра буџетски дефицит во 2026 година. Тоа ќе мора, предпоставам, да се покрива со нови задолжувања дома и во странство. Владата планира пораст од 3,8% на бруто општественото производство. Каква макроекономија не очекува? Значи, растот на буџетот треба да се диференцира што е растот на бруто домашниот производ во номинален износ, вклучувајќи инфлацијата, и заради тоа расте делот на одвојувањата за буџет. А што е реален раст? Тоа се гледа преку учеството на јавната потрошувачка во вкупниот БДП. Вториот показател е дефицитот. Вие рековте, предпоставувате дека ќе биде со задолжување. Господин Чобовски, нема друго освен задолжување за да го дефицитот форсирате. Другото е да продавате национално богатство. Шуми, јавни предпријатија, но тоа е една година и после тоа више ги немате. Ќе биде 100% од задолжување во оваа година според нацрт буџетот што е јавно прикажан, 600 и нешто милиони евра. Тоа задолжување ќе има цена. Јавниот долг веројатно малку ќе се зголеми. Дали е овој индикатор дека сме влезени во сериозен кризен финансиски менеджмент? Па не, но Европската унија констатираше дека менаџирањето или управувањето со јавните финансии е веќе слабата страна на Македонија. И тоа се одликува со растечки дефицити, со растечки јавни долгови, со лоша структура што вие спомнавте внатре на јавните. Каде би не одвела оваквата ноншалантност и раскалашеност финансиска? Таму каде што сме сега. Во влошување на условите за живење во Македонија. Немање доволно јавни услуги, немање здравство, немање патишта, немање железници. Значи, се тоа што немање добро образование и немање добри услуги од јавната администрација, од клучните потрошувачи внатре. Влегуваме веројатно уште во една неизвестност, а тоа е кредитирањето и поддршката финансиска од Велика Британија. Дали соработката со официјален Лондон всушност е некаков индикатор, сигнал дека во блиска иднина не може или не сакаме да гледаме кон Европската Унија, и како вие гледате на овој дел, овој стратешки договор со Велика Британија? После оној договор што го имавме со Унгарија, да подсетам. Да. Тие милиарда, по истиот принцип преска што го зборувавме, помина локалните избори, општините се изгласаа новите власти и сега државата ќе си ги враќа тие милиарда или 500 милиони колку отидоа за општините. Овој договор со Велика Британија по мене е во една магловита состојба, непотребен. Он се обврза на околу 40% од БДП да позајмиме на светските пазари, за што они ќе ни даваат гаранција, значи имаме карт бланш за нови задолжувања, за инвестицијски проекти. Тоа ќе се растегне во еден подолг период. Еве, например, во првата година откако законот за ратификација на договорот го донесе собранието, резултира така само со дополнителни инвестиции од 600, колку што е дефицитот, и тоа не се сите за инвестиции. Што значи ударот ќе следи покасно. Ако остане оваа влада, ако се придржува на договорот, ако не најде поевтини извори на финансирање. Второ, малце е чудно зошто владата се откажа од релативно ефтините кредити од 3 институционални инвеститори во светот кои за нас се прифатливи. ЕБРД, Европската банка за обнова и развој, ИБРД, Светската банка, и ММФ не за инвестиции, за платниот биланс. Значи, некако како да се оддалечивме од нивните кредитни извори. Тие се секогаш по-добри, по-поволни се со каматните стапки, по-поволни со грейс периоди и по-поволни со рочноста, 30, 40 и така натаму.
Проблемот е што таму има контрола. Кога ве финансира Светска банка, сака да види како одат тендерите, сака да види кој ги плаќа и зашто фактурите, со што резултираат фазите на изградба и така натаму. Има контрола и склучувате договор, некој кој има и политички компоненти за фискалната политика, за потрошувачката и така натаму. Кога се заложувате со обврзница, немате контрола. Вие си земате обврзница од 1 милиарда во светот, си се обврзувате кога ти ги платите после 7 години со 7% камата, така тоа се 70 милиони годишно на цела обврзница и на крајот цела милиарда ќе ја вратите, значи милиарда и 700 ќе вратите, милиарда и 490 ќе вратите за 7 години и трошете ги како сакате. Опасноста е што ако рейтинг агенциите, во нашиот случај Standard & Poor, така, и Fitch, оценат дека вие со овие пари не ја поттикнувате економската, развојната, па дури социјално нужниот развој на Македонија, туку ги расфрлате, нема ништо да ви кажат, само ќе ви кажат дека рейтингот ви е стабилен. И нашите власти се фалат со стабилен рейтинг. Знаете што значи стабилен? Не оди надоле, не оди нагоре, стои во место. А ние го прикажуваме како стабилен, дека е супер е, стабилност. Како стабилен, ние со стабилен, идните 100 години ќе останеме во така наречената долна црта на инвестицијските рейтинзи, кој се македонскиот инвестицијски рейтинг во светот е ББ, шпекулативен, затоа што на БББ 3 и нагоре оди инвестицијски, каде што они викаат овде препорачуваме инвестиции, а овде викаат шпекулативно е, внимавајте. И затоа они викаат колку е за Македонија каматната стапка за ова ниво на развој 5% и уште додаваат 100 базични поени, што 1% заради ББ рейтингот. Али тоа се така спори процеси, така темелни процеси, широко поставени, што вие не ги гледате во еден момент и одеднаш добивате извештај на Европска унија. Одеднаш добивате извештај од Standard & Poor и од Fitch дека рейтингот ни е стабилен, односно не променет истиот, а тоа е лош. Не е добар, така. Нас ни треба напред да одиме. Еве, околниве држави и голем дел се извлекоа од шпекулативното ниво. Јас само да потсетам, 2005 кога го добивме првиот рейтинг беше ББ. Денеска сме 20 години после тоа, ние имаме се уште стабилен рейтинг, шпекулативен. И тоа таква една лавина систематски полека се приближува, односно си се движи, да ако вие не ја гледате од дрвото не ја гледате шумата, така. Локалните избори завршија, ВМРО ДПМ има апсолутна власт, доминира и на централно и на локално ниво. Каде го гледате главниот проблем за фиаското на Социјалдемократскиот сојуз, вашиот Социјалдемократски сојуз, ако може така да се изразам? СДСМ има серија на грешки. Не една или две, серија на грешки која ги води од една во друга и треба да се соочат со себе. Тоа они не го прават. Еве ја, например, се сеќавам во времето во кое вие ме подсетувате, носители на листа на град Скопје кои ни биле. Во тие времиња. Илија Милчин. Владимир Милчин. Се извинувам, Владимир Милчин. Академик Иван Катарџиев. И така натаму. Сегашните носители треба се да се запраша што прави. Така. Второ, не е СДСМ само да се преиспитува. Сега, значи, еве Скопје, како најголема самоуправа, 1/3 од македонската самоуправа е Скопје. Градот со општините заедно. Тоа е 1/3 од населението, 500-600 илјади од 1.800.000. Со оглед на иселеноста може и повеќе од 1/3. Пошто гледате во некои избори не може 3,33 да значи цензусот. Да, па и кичево резултатот упатува на голема иселеност на албанците меѓу другото, но добро. Скопје има 10 општини и град Скопје. Во сите 10, освен една, победија истите градоначалници. Па сега вака, Скопје го доби истиот градоначалник и истиот совет. Од истата партија. Скопјани не треба веќе да зборуваат за себе.
дека градот бил без превоз, без јавни услуги, без комунални услуги, се затрупува во ѓубре, инфраструктурно лошо, дека е затрупан од згради, дека нема кај да се паркирате, дека ви треба 5 сати да се возите по семафори и така натаму и така натаму. Скопјани си го направивме изборот. Истите 10 плюс 1, 11 градоначалници ги избравме, освен во една општина. И сега кој ни е крив? Јас не викам треба да се гласа за партија на центар, на левица, на десница. Персонално ги избравме истите, што значи ние живееме во град во кој сме задоволни од комуналните услуги и тоа ќе си го имаме. Каде е грешката во лошата кадровска политика или пак СДСМ сега ја плаќа цената всушност на компромисите со Бугарија, договорот, компромисот со Грција, договорот со Бугарија, блискоста и соработката и начинот на кој делува СДСМ и ДУИ? СДСМ ги плаќа грешките од се. ВМРО успева да не ги плаќа грешките своји. Они се прикажуваат постојано како нешто ново, а практично еве, истото е. Видете, локалните избори за граѓаните во Македонија за нас кажуваат многу. Многу работи ги затворија. Така, многу работи ги затворија. Значи, еве за Скопје, ја како просечен скопјанец, не јас, како просечниот скопјанец во идните 4 години треба да си молчи. Тој си го одбра истото. Иако сите знаеме дека живееме во локален хаос. Второ, новите власти на Скопје јавно кажаа дека тие не се локална самоуправа, туку дека се локална управа, кажаа. Тие на сите митинзи и на сите пропагандни кажуваа дека гласајте за нас, ние имаме власт централна која ќе ни овозможи проектите да се реализираат. Тоа кажува дека во Скопје немаме само управа, туку имаме управа. Ако не си од таа власт, нема да имаш добра локална самоуправа. Загрижувачки е што новиот градоначалник на Скопје во првата изјава пред седиштето ноќта на ВМРО ДПМН дадена или пред Триумфална порта, не може да видам што е позадината, рече се ќе реализирам зашто премиерот ми е најблизок пријател, од иста партија сме оневолен да помогне и министрите ми се пријатели. Ако се сеќавате на таа изјава. Што значи тоа? Дека ние имаме скопска самоуправа или имаме скопска управа? Они сами се откажаа од самоуправата. Ние кажуваме јавно од избраните луѓе дека Скопје нема самоуправа. Ги имаме тие над нас. Што значи дека ако не се тие од истата партија, Скопје нема да има. Тоа ли е концептот на самоуправа? Да сами избираме локални власти за локалните проблеми, а за централните се избираме на други избори централни. Ние кажуваме дека не. Они самите, подсвесно, не познавајќи го политичкиот систем, неискусни во политиката и во животот, пошто се млади горе-доле сите, кажуваат дека нема самоуправа, дека јас сум продолжена рака на премиерот. И се замислите ако е тој, еве да добиеше овој Амар. Мециновиќ. Да. Тој не може тоа да го каже, значи Скопје ќе биде ваут. И тоа е слика со сите други општини. Многу интересна анализа може за тоа да се направи. И што све се зборува, знаете, отиде градоначалникот сегашен на Скопје во Шуто Оризари за меѓу двата круга. И им рече на граѓаните на Шуто Оризари: вие до сега бевте третирани како граѓани од втор ред. Јас тоа ќе го сменам. Пошто е видеозапис за тоа. Знаете што кажа тој? Замислете утре, сакате да влезете во Европска унија, ви излегува бугарскиот министер и вика: не според мене, според високо позициониран човек од вашата држава, имаме изјава дека вие ги третирате ромите како граѓани од втор ред. Тоа во Европската унија не може да помине. Вие ги третирате како граѓани од втор ред, не ние. Вие самите си кажувате. Што ќе зборуваме за даночен систем? Првото поглавје, основните човечки права. Значи, не ни го кажува тоа Бугарија, не ни го кажува Грција, не ни го кажуваат нашите условно кажано непријатели на европскиот пат. Сами си го кажуваме. Професор Поповски, на крајот сите излегуваат од Бихачка, никој не влегува. Можно е Бранко Црвенковски да се врати во Социјалдемократскиот сојуз или каков профил е потребен на се уште најголемата опозицијска партија, бидејќи они тоа сега овој период особено го
нагласува дека се уште најголема опозицијска партија, е потребен за да имаме здрава или консолидирана опозицијска партија? За жал не го знам одговорот на тоа прашање. Навистина, мислам, одамна не учествувам во децении се во прашање, не години. И немам одговор на тоа прашање. На крајот. Одговорот треба да си го најдат самите. Не само тие, сите партии. На крајот, апсолутна власт, предност или хендикеп? Ако апсолутната власт има јасни и концизни планови и знае да ги спроведе, и знае да направи ризик, знае да понесе товар за да реализира нешто што, ако е добро, го прави, во ред. Ако не, тогаш ќе стане стапица за Македонија. Апсолутната власт ќе стане стапица. А што ќе биде, ќе видиме од сега натаму. Иако и до сега локалната власт немаше ВМРО 55, имаше 45. Немаше СДСМ 6, имаше 16. Горе долепше исто. Така, нема голема промена. Но сега е вака малце поегзактна. Значи, вие рековте доминира. ВМРО не доминира. Они имат целата локална власт. Освен во општините кај што не живеат гласачи на ВМРО ДПМН, Тетово, Чаир, да не ги набројуваме така. Ако се умни, имаат карт бланш, анкетите кажуваат дека долго ќе владеат на сите нивоа во државата. Ако се спремни да направат умни чекори, а не да трчаат за популарност, за нови избори, еве сега имаат 3 години, така. Дали ќе направат критични потези за иднината на Македонија добри, а за нив не толку добри, ќе видиме. СДСМ направи, да речеме, минатата власт еден критичен потек со името, така? Па денес ВМРО, иако го спореше, не го спори. Дури ужива благодети од тоа. Но направи критичен потек со Бугарија. Во другата смисла, така. Сега, дали ВМРО ќе успее да направи некои такви чекори? ВМРО обично, не само ова, историски од 90 денес, од големите чекори во државата се исклучува. Секогаш. Секогаш се исклучува. Не сака да понесе ризик. Секогаш сака на страна некој друг да ги направи, после они да критикуваат, па ќе да речат, па видете сега, тоа е тоа. Продолжуваме понатаму и пак не прават голем чекор. Ја не памтам голем чекор од ВМРО, можам да ги набројам. Кои се спротивставуваа на референдумот, се спротивставуваа на уставот граѓански, така. Се спротивставуваа на влезот во Обединетите нации 93-та, не сакаа да влеземе. Се спротивставуваа на промена на знамето. Се спротивставуваа на рамковниот договор, па во парламентот едва и со притисок од странство, така го. Па после се спротивставуваа на спроведувањето, па се спротивставуваа на промената на името и така натаму, но после тоа ги уживаат плодовите од тоа. Треба да размислат. Сега више нема големи прашања од тој калибар. Сега можат лесно, но имаат предизвици. Со Европска Унија мислам дека работата заврши. Сега треба да најдат екзит стратегија за Македонија како остров во Европа за иднина. Нема да можат да речат дека иднината им е со Европската Унија. Дури во ЮН гласаат со САД. Значи за Куба 6 бевме само така, што гласавме, САД и уште 5-6, Израел, ние, дури Европската Унија. Значи, ќе мора да знаат што прават. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Тренинг. Благодарам. Никола Поповски, поранешен министр за финансии, екс-спикер на Собранието и дел од поранешното раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.